Гледате вести од минатото. Денеска сме 10.6.315 година пред нашата ера. Државниот врач ја даде редовната временска прогноза и најави дека тешки времиња ја очекуваат Македонија. Но пророчицата Мирка од друга страна објави оптимистичко пророштво во кое вели дека во 2006 година ќе се појави голем крал сличен на Александар, но со име Никола. Откако во државата се појави страшна болест која се пренесува со каснување од комарец, кралот Александар наложи да се воведат сертификати за прележени 3 каснувања од комарец, така наречени комар сертификати. Македонија стави вето на Грција за незините средоземни аспирации за проширување. А сега имаме специјален гостин во вестите, со мене е токму кралот Александар Македонски. Добра вечер, крал Александар. Добро вечер. Продолжите. Да, разбирам. Да започнеме со интервјуто. Не е проблем. Да, многу често ве ослува со Александар Велики. Зошто Велики? Веднаш ќе ти одговорам. Тоа велики е поради друга причина. Не разбираш. Ама да, големината не е битна. Јас сум сепак не скромен човек, така да. Да. Ве критикуваат дека сте диктатори, дека нема слобода на говор во нашата прекрасна Македонија. Да, се работи за странски пратеници кои не му мислат добро на македонскиот народ. Конкретно во даденава ситуација зборувам за грчки пратеници. Ама вистината е као широ. Таа ќе боде и на крајот ќе излезе на површината. Кажете малку повеќе за себе. Како го поменувате слободното време? Немам слободно време, сите знаат дека работам 24/7. А каде се гледате во иднината? Вака, во иднината себе си се замислувам како споменик. Споменик? Така, споменик, убав огромен споменик, поставен на фоштадот во главниот град на ова моја прекрасна Македонија. А ти ибам тоа комарците, ти ибам. Тоа беше кралот Александар, а вие гледавте вести од минатото. Ви посакувам среќна иднина и пријатна сегашност.